Добар ден, господине, дали може кратка анкета? Може? Дали ги знаете имињата на пратениците од вашата изборна единица? Мајок, да ти кажам право. И да ти кажам, овој парламент ми е многу досаден. Најинтересен парламент ми беше првиот, кога се создаваше независна Македонија. Па таму ги имавме еден Фаик Абди, Митко Врапчето, Љупчо, Доста, Стојан и да не редам уште редица други. Па имаше жива дебата, па досетки до фрлања, смешки, беше живо и интересно. Ова ми е досадно, како да ти кажам, подосаден парламент сме немале. Според последните истражувања, граѓаните веруваат дека пратениците тераат лични интереси и слепо ги следат партиските директиви. Абе, така било и така и ќе остане. Еве, ја да сум пратеник, исто би правил, значи на таа плата, накриеја капата и уживај, сам народ и така нема да фала да ти кажа. Треба мандатот паметно да се искористи. Како паметно? Натовари го кесето, пошто може да не добиеш шанса да бидеш на листа следниот пат. Во која насока се движиме беа прашани граѓаните, а 51% од нив одговорија дека се движиме во погрешна насока, а 28% од граѓаните веруваат дека се движиме во правилна насока. Па видиш, зависи кој го правил истражување во анкета, Ако го правеле некои леваци, јасно зошто одговорот е дека се движиме во погрешна насока. Сега, доколку утре некои деснаци прават исто такво истражување анкета, ќе излезе дека 80% сметаат дека се движиме во правилна насока. Ако мене ме прашаш, ние сме ти у фаза лето место. Во Куманово имаше протест за поддршка на Вучич. Пази да има протест за поддршка на Радев. Абе, цела Македонија ќе се дигне на нозе. И што ми е мене интересно. Абе, овие кумановци да ги повикаш на протест за повисоки плати нема да дојдат. Ама каде е Вучич у питању, мора да марширамо за Вучича, нели? Добар ден. Ич не е добро. Што сте изнервирана, господи? Леле, ми изнервира маш ми да ми дадат, ќе губиам ако ми веруваш. Зошто така? Тој сабајле си правиме муабет и ја му викам, кај ќе ме носиш за годишница од брак? И он ми вика, го сакаш и Лондон? Викам да. А Париз? Викам да. Па штом ги сакаш Лондон и Париз, вечер ќе гледаме заедно Лига на шампиони, играат Парис Сен-Жермен и Арсенал. И што смееш? Вашиот сопруг има гениална смисла за хумор, навистина. Нека се прави паметен, ама од утре сам ќе си готви и сам нека се пере, а нема поима од уклучување машина за перење, така да ќе смрди како твор. Продолжуваме понатаму. Мицкоски не сака во ЕУ, тврди СДСМ, ВМРО возвраќа, Филипче е специјален бугарски пратеник. Абе, дечко, што да ти кажем? Албанија и Црна Гора си прават реформи, си развиваат туризам, си лапаат парички, ние се расправаме. Позади нас изгубени години, пред нас изгубени години, едноставно не ни оди. Пази, во 2026 година ние ќе распишуваме референдум дали сме за влез во ЕУ. Абе, и Подгорица и Тирана се пред влез на ЕУ, ние уште сме у дилема. Тие чушите од Брисел што гледаат, што си викаат за нас, бе? А може и више не се ни викаат. А за слечиштето на земјиштето во центар, што ќе кажете? Абе, што да кажам? Значи, среќа што живеам у стара зграда, градена во социјализмот, тогаш зградите се градени по правила и по прописи. Сега џабе да ми дават стан во нова зграда, нема да го земам. Ризик е. Добар ден. Добар ден. И не само што е убав денов, и што е добар денов. Цела недела ми е добра, да ти кажам право. Нешто ве израдувало? Да. Што? Види, ја работам во администрација и си земав 3 дена одмор. И споив сега со празници, добив 9 дена одмор. 4-5 дена со фамилијата бевме до Грчка, си се пробањавме. Вчера до Дојран на Рипчиња, утре во Маврово на чист воздух и 9 дена јас ја повтарам онаа реченицата: ја што волим овај режим, сви раде, а ја лежим. Пред некој ден на гостини беше хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ. Да, и таа посета многу ме израдува, знаеш ли зошто? Зошто? Затоа што хрватскиот премиер беше пречекан од нашиот премиер, ама не во Скопје,
туку во Охрид. И тоа треба да биде рецепт за сите странски политичари. Што мајка бараат бе во Скопје, тука нема ништо. Во Охрид. Значи тоа е прво репрезентативен град. Имаш цркви, имаш бродови, можеш да го провозиш политичарот. Бисерчиња ќе оди да купи политичаров и така натаму и така натаму. Втора работа, Охрид има аеродром, значи он тука може да си дојде со авионот. И трета и најважна работа. Абе кој ќе дојде некој странец во Скопје, што е? Гужва, хаос, овака. Да. Зошто бе ние да ја папаме гужвата, нека ја папаат Охријани? По така? По тоа е. Да. Се намалува бројот на живородени деца. Има се помалку склучени бракови, од година во година расте само бројот на разводи. Да, читав за тоа, оваа година најмногу разводи ми се чини дека има во Радовиш, па на второ место е Гевгелија и така натаму и така натаму. Види, вие младите сте многу нервозни, бе. 2-3 кавги ќе опалите и одма некој си оди дома кај тата и кај мама. Тоа не е во ред. Втора работа, гледам дека сега во моментов има многу луѓе на 40, 50, 60 години се разведува. На чукале по 60 години се разведува. Ја познам двајца такви. Се разведува на 65,5 години. И сега пошто немаат кај да живеат, мажот зима една соба, жена му зима друга соба, кујната има заедничка. За кратко време, за малку време, што се разведувате? Генерално земено, бракот како институција е во криза. Ама знаеш ли зошто? Зошто? Затоа што мажите станаа како девојчиња, а жените се трудат да бидат мажјаци. Тоа така не оди.